Во ова издание, демократскиот председателски кандидат Џо Бајден ја избра Камала Харис за подпредседателска функција доколку победи на изборите. Како се справуваат со пандемијата руралните области на границата со Мексико? Изведби во живо преку интернет се новата реалност за музичарите, но и начин да продолжат да работат и заработуваат. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Предпоставената демократска председателска номинација Џо Бајден ја избра сенаторката од Калифорнија Камала Харис за подпредседателска функција, што ја направи прва црна жена што е именувана за изборно ливче на голема партија за председателски избори. Како жена од индиско потекло, таа исто така прави историја како прва значајна јужноазијска американка која е кандидатка за општи избори. Имам голема чест да соопштам дека избрав Камала Харис, бестрашен борец за малиот човек и една од најдобрите јавни службеници за председателка, напиша Бајден на Твитер во вторникот попладне. Државниот секретар на САД Мајк Помпео денеска се среќава со чешкиот премиер Андреј Бабиш во Прага. Фокус на разговорите е соработката околу нуклеарната енергија и иницијативата Три мориња, чија цел е да се промовира поврзаноста на државите во Централна и Источна Европа. Пандемијата со коронавирусот продолжува да има ефект врз спортскиот свет. Две големи атлетски конференции во САД објавија дека ја одложуваат предстојната есенска фудбалска сезона. Big Ten и Пак 12. Една од најголемите американски држави, Тексас, се соочува со сериозни предизвици поради пандемијата. Особено е специфична ситуацијата во руралните подрачја во близина на границата со Мексико. Додека многу продавници низ САД очајно се обидуваат да останат отворени за време на пандемијата, малиот бизнис на Вероника Гонзалес цвета, но таа не го смета тоа за благослов. Веќе е 7 часот, а ние имаме наречки за погребни венци за утре. За жал тоа ни го зголемува обемот на работа. Гонзалес живее во пограничниот град Рома, кој има помалку од 12.000 жители. Се граничиме со градот Мигуел Алеман. Тој е во Мексико, на само 3 блока одовде. Рома и другите заедници во општината Стар се тешко погодени од коронавирусот, но реалноста овде е различна во однос на остатокот од Тексас. Стар, една од најсиромашните општини, има латиноамериканско мнозинско население. Големи семејства често живеат заедно. Областа исто така има една од највисоките стапки на дијабетес и дебелина во државата, па оние кои ќе се заразат со COVID-19 се под поголем ризик од компликации. Во првите 2 месеца од пандемијата, општината Стар речиси немаше случаи на COVID, вели доктор Хозе Васкес, општински здравствен експерт. На дневна основа имаме по 1 до 3 случаи. Од средината на април до мај имавме 21 ден без ниту еден позитивен случај во општината Стар. Го држевме под контрола првите неколку месеци. Мислам дека едноставно експлодира. Потоа, кон средината на април, Тексас започна со отворање на бизнисите. Тоа во комбинација со неколку празници предизвика нагло зголемување на бројот на случаи на COVID-19 во Стар. Дефинитивно забележавме од каде доаѓа тоа значително зголемување на бројот на случаи. Од семејни собери, скари на отворено до забави крај базен. Со само една болница во општината и со помалку од 2 лекари на 10.000 жители, здравствениот систем на Стар е преоптоварен. Државните и федералните власти помогнале. Морнарицата испратила 2 медицински тимови за да помогнат. Болницата за ветерани од Сан Антонио, втората по големина во Тексас, исто така прифаќа пациенти од општината Стар. Повеќе од 20 луѓе од оваа општина починаа од COVID-19, но вистинските бројки се повисоки, бидејќи споро се документираат. Смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд не само што предизвика протести во САД и ширум светот, туку поттикна и широка дебата која што се разгори на социјалните мрежи. Протестите под мотото "Црните животи се важни" еруптираа низ светот по смртта на Џорџ Флојд на 25 мај. Од Лондон во Британија до Париз, Берлин, Токио, Сиднеј и Оукленд. Движењето од улиците премина и во кибернетскиот простор. Американскиот истражувачки центар Pew 2 години ги следи активностите на Твитер на законодавци од Британија, Канада, Австралија и од Нов Зеланд. Протестите "Црните животи се важни" поттикнале онлайн дискусии за расните разлики.
Пред смртта на Џорџ Флојд, фразата "црните животи се важни" и сличните термини малку се користеа, само околу 4%, но сега гледаме дека речиси половина од фразите се на таа тема. Долгите протести низ САД потикнаа дебати за домашните расни разлики во многу други земји. 69% од законодавците во Австралија кои зборуваа за Џорџ Флојд почнаа да зборуваат и за домородното население во нивната земја. Истото важи и за Нов Зеланд. Речиси 2/3 од британските законодавци што користат Твитер имале објави за Џорџ Флојд или за црните животи се важни. Многумина посочиле и нарасна нееднаквост во Британија. Протестите се од солидарност и не се однесуваат само на САД. Тие укажуваат и на систематскиот расизам што постои овде, во Британија. Третина од испитаните законодавци на Твитер го критикувале председателот Трамп за начинот на кој се справува со протестите. 25% од британските законодавци пак имале негативен став за протестите. Некои од нив негодувале и што демонстратите се собираат во време на пандемија. После смртта на Џорџ Флојд паднаа статуи на некогашни трговци со робови. Колонијалната историја почна одново да се пишува, а барањата за расна еднаквост станаа се погласни. Сето тоа добина сила преку социјалните медиуми. Музичарите не се имуни на мерките за социјално дистанцирање. За да обстојат во време на пандемија, промовираат плаќање преку интернет за настапи во живо. Јане Бојаджиевски има повеќе. Рок музичар во бенд, пианист на класична музика и диџеј од ноќен клуб. Музичари кои во време на коронавирус бараат начин да го надминат предизвикот. Тројцата сметаа дека изведбата во живо преку интернет ќе биде наскоро нова реалност, но и можност музичарите да продолжат да живеат од професијата. Македонскиот пианист Никола Паскалов дава часови преку онлайн, за клавир, но и од неговиот дом. Што мислите за идејата да почнат да се наплатуваат настапите преку интернет, лайв стриминг, кои што сега се бесплатни? Подолго време размислував на оваа тема и се разбира постојат два концепти. Едниот е да биде бесплатно, другото да се наплаќа. Се разбира, многу зависи од самите платформи, од самата идеја на музичарот. Идејата да се наплаќа онлайн е се повеќе присутна со оглед на тоа дека се скратени концертите во живо и на еден начин да се подпомогне музичарот да преживее во едни вакви вонредни услови какви што се во моментов. Николас Фарија Лима Сондерсторм, басист и гитарист кој за време на коронавирус и откажани свирки и концерти се префрли на академска работа, држи часови преку онлайн за гитара за помлади. I think that makes sense. You would pay for a live show, so why wouldn't you pay for an online show? Да, има логика. Ако плаќате карта за концерт, зошто не би платиле за концерт во живо преку интернет? Музичарите обезбедуваат иста услуга. На него се надоврза и Томас Блондет, поранешен диџеј во легендарниот поранешен ноќен клуб 18th Street Lounge. And a lot of DJs and musicians have already started doing the live streaming and taking donations during their live sets. Многу диџеи и музичари веќе преку лайв стриминг имаат настапи. Примаат донации за време на настапот во живо, а некои популарни веднаш бараат да платите ако сакате да го гледате концертот. Меѓу познатите се издвои Стјепан Хаузер од Тучелос, кој одржа настап во живо преку интернет од Дубровник. Неговиот исчекор го следат и диџеи. Музичарите единствени во заложбата се наметнува дилемата дали би платиле преку интернет за да слушате и гледате настап во живо од било кој жар или пак ништо не може да го замени настапот во живо, но во некои подобри времиња. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не и утре во истото време. Довидување.